Здраво, Катерина. Здраво, Цаци. Добре дојде во мојот дом. Благодарам на поканата. Ќе ми биде многу мило да си поразговараме денеска. Морам да кажам дека ние и приватно се знаеме. Ти беше една од првите луѓе кои што навистина ни се најде на почетокот, кога дојдовме тука во Норвешка. И низ годините се дружевме интензивно и помалку интензивно. Во последниве години се дружиме повеќе заедно со други луѓе. Меѓутоа се познаваме добро и сме дел од некое македонско друштво тука во Осло. Так. И сега, знаеш дека кога те поканив да бидеш дел од подкастот, ти објаснив накратко која е мојата идеја со овој подкаст. И она што е од првите работи кои што сакам да ги постигнам со овој подкаст е да на луѓето кои што не живеат тука на Норвешка, па добро и тие кои што живеат тука, да раскажеме како биле почетоците и што и како се случувало. Па да се вратиме скрос на назад, пред некои 25 години. 25 према 26? Да, и да речам како и зошто Норвешка. Пред да почнеме, благодарам на поканата. Мислам дека идејава за подкаст е одлична. Ја поддржувам. Се надевам дека ќе имаш доста успех, гледаност и интересни гости. Фала. Прашањето е тешко. Треба многу размислување. Па не. Значи, како што кажа, јас сум тука веќе ветеран, можам да се кажам. 25 години, во 26-та ќе биде. Стигнав 99-та, 31 ноември. Како и зошто? Љубов. Најдобрата причина. Најдобрата причина. Се заљубив. Млада бев и не знам како да кажам, се деси. Не се размислуваше тогаш што, како, значи таа љубов те води. И таа е причината поради која што е виден денеска сум тука. Заедно, значи, со љубовта моја, мојот сопруг Тони и двете наши деца, Наталија и Петар. Остановме на ова тло. Тука сме, значи, Тони е роден тука, значи тој е од првата генерација. Меѓу првите сум дојдена, точно е. Имаше можеби пред мене уште неколку од Македонија што беа дојдени, меѓутоа воглавно тие бевме што дојдовме во раните 2000-та години, да кажеме, 99-та со 2000-та година. Значи со Тони се запознавате во Македонија? Да. Но доаѓате да живеете тука. Односно тој веќе живее тука и е роден, значи роден тука, тој си полунорвежанец. Да. Па не би рекла, чисто македонец. Чисто македонец. Со место на раѓање во Осло. Тој си беше на одмор, јас си бев на одмор и така се запознавме и мене животот ме донесе на овие краишта овде. Значи од едно секојдневие доаѓаш на нешто тотално различно. Кога би ја споредувале македонската и норвешката култура, според мене, нема премногу работи што се слични. Нема. Моето доаѓање овдека и средбата со норвешката култура, можам да кажам, беше тотален шок. Значи, од она секојдневие, дружење, самата галама во Македонија, дојдов јас овдека и тишина, све е мирно, подруг однос со комшиите, поладни луѓе. И сето тоа влијаеше на почетокот да биде потешко да се адаптира човек. Потоа сватив дека не можеш да се адаптираш, меѓутоа можеш да го присвоиш тоа што и да се научиш на тој начин на живот. Да го прифатиш. Да го прифатиш тоа. Да прифатиш различности, да се најдеш во една тотално различна култура од македонската, како што ти кажуваш, не е лесно. И велиш дека беше шок. Што беше она што на почетокот најмногу ти беше тешко да се прилагодиш, да го прифатиш дека не е исто како во Македонија? Секој почеток е тежок. Тешко ми беше на почеток затоа што доаѓаш во земја каде што јазикот е скрос различен. Значи без јазик не можеш нигде да одиш. Тој период додека
Не го добив школувањето во Русенхов за да почнам да го учам норвешкиот јазик, ми беше потежок. Сега има премногу македонци кои што се дојдени. Можеби е многу полесно да се остварат тие контакти, да се дружат. Во тоа време не бевме многу. Не бевме многу и тешко беше, меѓутоа, ете, се успеа. Со истреност се успеа. Ама шокот беше голем, Да. Значи нема комши да дојдат, да подзвонат на врата, ајде кафе да пиеме. Так, тие работи. Блискоста и она... Блискоста фали, секако и ден денеска фали. Ако сме ние на исто место живееме цело време, и некои од комшиите се уште истите, значи се немаат променето, меѓутоа се знаеш повеќе, но не доволно да бидеш толку опуштен колку што би можел да бидеш опуштен во Македонија. Како функционираше тој момент на учење норвешки јазик? Предпоставувам интернет, Duolingo и било што не постоеше во тоа време. Немаше. Леле кога кажувам вака се осеќам многу стара. Да. Како нешто да било многу одамна. Меѓутоа технологијата мораме да прифатиме на тоа дека технологијата во последните години навистина има напредок и оди напред, значи. Да. И тоа драстичен напредок и дури јас приметувам дека нешто што било пред 5 години нормално, сега е тотално ненормално, отишло премногу далеко, така да не треба да се чувствуваш како што веш дека си стара. Да, туку дека технологијата е виновна, нели? Технологијата беше различна. Така. Тогаш немаше толку развиена технологија и имаше услов дека секој што е дојден во Норвешка да живее тука перманентно, треба да изучи норвешки јазик, со тоа што курсот беше задолжителен, платен од државата, и беа задолжителни 780 сати. Треба да се изодат и имаше опција дали ќе се оди по 2 дена во неделата, попладне, или да се земе интензивен курс кој што беше од понеделник до четврток по 4 сати на ден. И зашто побрзо, значи да се заврши тоа, јас одбрав да одам на забрзан курс. И ме фати година и пол, ама школска година и пол, затоа што имаше полагање само во 2 термини за тие тестовите, Бергенс тест и Спрок прва. Иако ги имавме веќе завршено тие 780 задолжителни сати, се до денот кога ќе требаше да биде самото полагање, не смееше да има луфта. Значи од кога почнуваш до самиот ден на полагањето, ако си требал, ако има уште 3 месеци на пример, ти мораше да ги изодиш тие 3 месеци се до денот на полагањето. Така ме фати година и пол да одам во Русенхов училиштето. Како изгледаше структурата на учениците? Балканците преовладува. Ете така. И тоа предпоставуваме променето низ годините. Па не знам, за сега не можам за тоа да кажам како е, меѓутоа во мојот клас бевме 5 луѓе од Балкан. Некој од Шпанија, од Индија, не се сеќам сега на сите, меѓутоа од Франција имавме ученици. Беше добро измешано, Во Норвешка е некако општо прифатено дека јазикот е навистина важен во однос на тоа да бидеш дел од норвешкото општество, но исто така и во однос на тоа да најдеш работа, особено ако сакаш работа која што е по твојата струка. Меѓутоа, норвежаните се исто така нација која што не само што се добри во англискиот, туку и навистина сакаат да го зборуваат англискиот јазик. И тоа јас го доживеав како една пречка во моето учење на норвешки јазик. Дали беше тоа случај кај тебе? Не, самите часови се одвива стрикно на норвешки. Колку и да знаевме англиски или колку едноставните зборови кои што можевме да ги објасниме подобро на англиски за да го сватиме норвешкиот, не смеа да се користат. И учителката Магни се викаше првата. Знам уште првиот час кога влезе, почна со гестикулација. Ја хетер Магни. Да, ја хетер Магни. Па хетер ду. Можеш да гледаш вака да не ја сваќаш што кажува, меѓутоа никогаш не објаснуваше на англиски што сака да те праша или да каже. Значи моравме да го сватиме, значи да го свртиме мозокот едноставно да не размислува на норвешки. Но тоа е интересно дека многу работи кои што, ете, како што велиш ти, воопшто никој не зборува на англиски, зборува тотално на норвешки. На повеќето луѓе кои што седат во таа училница, норвешкиот им е јазик со кој што за прв пат се соочуваат, не биле дел од образовниот систем во земјата од која што доаѓа. Меѓутоа, наеднаш
некако чудесно кликнува. И почнуваш да сваќаш, и почнуваш да зборуваш. Да. Така беше и со мене. Значи на почетокот си како мумија. Нити зборуваш, нити ништо. Значи само го примаш тоа нивното предавање. Подоцна почнуваш да разбираш, меѓутоа требаше еден долг период јас да се ослободам за да можам јас да го говорам норвешкиот. Меѓутоа тука самата можеби си помогнав, затоа што ме фати името, ми беше срам да зборувам. Еве, иако тоа не е тука роден, тој значи го зборува перфектно норвешкиот, ми беше некако срам да се опуштам. И еден ден враќајќи се од училиште, си викам зошто јас не побарам работа во некоја продавница каде што би била значи во контакт со муштери. И пошто живееме во близина на еден трговски центар, на враќање застана во една продавница и чисто ги прашав само дали ви е потребно некој што би работел. Како ете, не морам да стојам на каса, значи да им помагам на муштериите. Ме примија и мислам дека тие 3 месеци што работев во Капал, тогашниот бутик, ми помогна да се опуштам да го зборувам норвешкиот. Ма како ти што велиш, беше значи самиот момент и после веќе не ми беше срам и се ослободив и да го користам повеќе и подобро. Да. Затоа што сепак, извини, училишниот јазик кој што ние го учиме, со оној јазик што се користи во секојдневието, нема допирна точка. Граматиката да, меѓутоа самиот изговор и зборовите е скроз различно. Особено што норвежаните се поприлично горди на дијалектите. На дијалектите. И тоа е исто така еден предизвик. Момент интересен, да не зборуваме што има два начини и општо прифатени и во државата прифатени два начини на говорење, пишување. Така. Но добро, во Македонија си веќе во тек со учење, кога решаваш да дојдеш тука. Како беше тој момент на пресекување на некој начин? Да нешто што веќе си го започнала, го прекинеш и дојдеш тука да меѓу другото учиш норвешки. Така. Бев запишана на факултет, на економскиот факултет и веќе бев втора година, кога го запознав Тони. И не знам, младост, лудост. Добив понуда за брак после краток временски период. Ние не бевме многу време заедно, меѓутоа беше или сега или не знаеме што ќе се деси наредна година. Дали размислував, дали не знам. Не ме прашуве. Не знам, меѓутоа ете се одлучив да. Но одлуката била вистинска. Да, не се каам, значи и да се деси ова повторно, пак би го направила истото. Ги прекинав студиите, меѓутоа во втора година и тогаш имавме можност да, ако не го завршиш факултетот, значи со 4 години, имаше опција да се заврши виша, со 2 години економски факултет. Се префрлив вонредно и ги завршив тие 2 години, така да тука дојдов со виша. Не го прекинав скроз, меѓутоа го намалив. И тоа ти дава една добра основа за барање работа во Норвешка, откако го завршуваш курсот и си веќе комотна во користењето на норвешки. Па не ви рекла, не беше толку лесно. Основа реков. Да, добро, основа да на папири. Ете така. Така, значи имаш ти диплома, имаш све, меѓутоа самото соочување со барање на работа беше тежок процес. Барем тогаш, сега не знам. Се надевам дека се можеби сменети некои работи многу полесни него што беа тогаш, но барањето на работа одеше преку праќање на барање секнат, значи на писмено. Се праќаше преку пошта, па се мораше да се чека минимум 2 недели, месец дена додека се добие одговор. Меѓутоа тешко беше затоа што сите бараат искуство, норвешко искуство, а тоа норвешко искуство го немав. И се вртев во некој си круг, значи пробуваш нешто, а не можеш да го добиеш, никој не те вработува затоа што го немаш искуството и никаде на документи мене не ми стоеше на моето CV дека јас сум работела во Норвешка. И се сеќавам дека имав пратено премногу барања. И до пред некоја година ги чував сите негативни одговори. Имав 162 плика, значи 162 негативни одговори и сите беа врз основа на тоа дека е потребно норвешко искуство. Но упорноста си исплати. Има и луѓе кои што ми се најдоа тогаш. Тоа беше една русинка мажена за норвежанец и тие има сметководствена фирма.
Тогаш кога барав работа, тие беа единствени што ми понудија интервју. Меѓутоа, нивната фирма беше толку далеку што јас не можев никако да стигнам на работа кај нив. Значи, со бил во индустријска зона каде што ни јавен превоз не стигнуваше. И првата понуда морав да ја одбијам. Да. После една година, случајно, чистејќи еден новчаник, го најдов телефонот од нив и реков ке им се јавам. И ме кажав мојата приказна повторно и тие викаат: Катерина, нас не ни е потребно, вика, сега во овој момент веќе имаме најдено, со среќа понатак. Наредниот ден ми звони телефонот, ми се јавува девојката, Татјана се викаше: слушај, вика, јас го имам поминато истото, ќе ти дадеме можност да дојдеш да работиш 3 месеци кај нас, значи за минимална плата, меѓутоа ти даваме одскочна даска да на CV се појави дека ќе имаш искуство во Норвешка. И од тогаш некако почна да се отклопува клопчето. После тоа Викар бироата стана актуелни. Да објасниме што е накратко. Викар бироот е као служба за вработување, каде што ти се пријавуваш тамо и они врз твоите способности и она што имаш на CV, бараат работа во твое име. Најчесто привременна работа за замена на некого што е на породилно отсуство или слично. И така преку тие бироа имав работа во Бенетон, во сметководството една година. И ми се јавија после да работам точно пред лето 2 недели заменски во Вајдеќа и тие 2 недели станаа 23 години. Да. И останав таму, али си работам на таа струка што си ја сакам и за тоа што имам учено. Да. Меѓутоа тежок беше процесот. Сега е поедноставно. Тие електронски праќања на CV, на барања, само фин можеш да најдеш што има. Така. Значи ти си од луѓето кои што не можам да ги прашам како би споредила условите за работа во Македонија со тука. Работен однос не. Така што може, но меѓутоа можам да имаш многу долго искуство во како да речам пазарот на труд во Норвешка. Каква е културата на работното место, односот меѓу вработениот и надредениот, меѓу колегите? Добро, јас сум веќе долго години во иста фирма. Истите луѓе се на исто место. Многу ретко има промени на кадарот, затоа што тие што дошле најверојатно им се допаѓа, па остануваат до крај. Со текот на времето сите беа некако со текот на времето на почетокот беа резервирани, затоа што им доаѓа странец да работи во фирма. Меѓутоа кога гледаат колку ние странците работиме во однос на нив, се менува односот. И почнуваат со тек на време да ја ценат твојата работа, затоа што, барам за мене зборувам сега, кога работам нешто се посветувам на тоа и да биде завршено како што треба. Така да и колегите со текот на времето, пошто зборувам дека сме веќе долго време заедно, стануваат и пријатели. Се дружиме со нив и приватно, не можеби толку често, меѓутоа сепак оди на таа приватна основа. Во однос на вработен, надреден, хиерархија? Нема. Барем јас каде што работам не можам да осетам така. Да, знаеш ти кој е твој претпоставен, секако имаш почит, не можеш да се однесуваш со него или со неа како со колешка да се зафркаваш, меѓутоа не се толку строги. Се додека си ја вршиш работата онака како што треба, се окей. Да. Немам завршена работа како што не треба, така да не знам како би било. Не си карана. Не сум карана, не. Меѓутоа ценат. Значи не те гледаат на пониско ниво, не те гледаат. Пак си на некој си исто ниво, меѓутоа титулата им стои. Меѓутоа со обраќање се обраќаш со титула кога му се обраќаш на твојот надред? Не, тоа ми беше многу чудно. Затоа што кај нас се знае како е вие на постарите директоре, шефе. Точно така. Одека не, ти или по име или така да.
Тоа е многу убаво. Да. Треба да се примени во Македонија. Треба да се примени и таму. И ти примети дека гласот мене ми е малку различен од она што нормално ми е. Бев на киков со работа. Претпоставувам дека си и ти била дел од многу такви заеднички дружења со колегите. Традиција е да се оди на новогодишна забава, на забава по повод годишен одмор, пред годишните одмори и вакви тимбилдинг ивенти. Како изгледа тоа? Па има, значи тоа е традиција која што се почитува. Кај нас обично имаме божикна забава. Првен божик на ужина или ланч што го викаат, кога генералниот директор се обраќа на сите вработени. Тоа е преку ден и во кантина. Меѓутоа секој одел посебно после си ја прави таа прослава надвор, дали во некој ресторан или како е тоа, како изгледа. Па сите се весели, сите се добро расположени, пијат, се забавуваат. Така, освен божикната имаме после летна, дали со бродче одиме до фјордовите низ Осло или зависно се како ќе е организирано. Меѓутоа тие две се како задолжителни, да ги кажам, без нив не се може. А во текот на годината со нашиот одел ние што работиме, има повеќе, дали е тоа куглање, дали ќе се оди на кино или едноставно на вечера. Меѓутоа сите го ценат тоа, затоа што тоа значи многу и за самиот вработен, затоа што не знам, се чувствуваш како ценет, дека сепак те ценат за она што го работиш и ете како награда, мала награда, се тие излети, да ги кажам. Да. Спомена на почетокот дека работиш во ВДК. ВДК е една огромна фирма. Голема, да? Да, можеш накратко да кажеш за дејноста. Ти работиш во одделот во економија, финансии. Точно. Да. Меѓутоа, ајте, накратко за тоа што е ВДК. Реклама ќе им правам, треба првин да се договорам. Знаеш како, ние ќе сменимеме рекламата, па подоцна ќе ги бараме финансиите. Добро, договорено. Не, ВДК е градежна фирма. Една од најголемите, ако не и најголемите во Скандинавија. Градежништво све, значи од ниска градба до висока градба, вклучувајќи асфалтирање, од школи. Нема нешто што не постои, што не може да се изгради. Дури имаме правено една брана во Македонија, браната Злетовица е правена од ВДК. Тоа е тој дел, значи, што они се занимаваат, а јас работам во сметководствениот дел, кој што е фелестиенестер, заеднички услуги. Како се структурата на колегите? Наши луѓе има или се повеќе сега сме норвежани, мешавина? Сега сме доста измешани. Мислам дека имаме, ако не се лажам, 17 националности. Кога почнав бев само јас странкиња, подоцна дојде мојата колешка Валерија, таа од Мексико, и до пред 4-5 години бевме само ние странци, да кажеме. Меѓутоа потреба на работна сила и сето тоа направи да ние примаме нови луѓе. Како ги одбираат на тие интервјуа не знам, меѓутоа За среќа не си дел од не сум, да. Тогаш ќе бевме 100% странци. Меѓутоа имаме 17 националности, ама сме 45 луѓе. Така да сепак голем процент на луѓе сме од други земји. Па добро, сега раскажавме малце за животот твој во Македонија, па се свртивме околу работните односи и како си ти како професионалец. Меѓутоа да се вратиме на семејството. Добро. Имаш две деца. Две златни деца. Две златни деца. Сега е период на матури. Твојата постара керка беше Лани или преклани матурант? Лани. Преживеав. Ето, баш сакав да ми кажеш нешто повеќе во врска со тоа, бидејќи матурата сега е тој период и е актуелна тема. Да кажеме како изгледа прослава на матура во Норвешка. Уште кога ќе одат во прва година во средно,
тие се решаваат дали ќе земаат автобус, затоа што дека во трета година дел од нивната прослава е да се возат тие автобуси што се преадаптирани во дискотеки. И уште во прва година почнаа да собираат пари, преку работни акции, продавање различни работи и успеа да купат автобус. Цело Може време да те прашам за колкава сума сега зборуваме? Зборуваме за огромна сума. Беа 16 девојчиња, пошто тука се автобусите поделени на машки автобус, женски автобус. 16 девојчиња беа и мислам дека го плати автобусот околу 200.000 крони. Меѓутоа, многу добро изработија. На крајот излегоа во плюс, што од продажбата на автобусот успеа. Ете така. Значи, тие го купија во прва година, кога беа. Првата година само што го купија, го изнајмија на генерацијата што тогаш беше што славеа матура. Кјарија доста пари на тоа, па после тие го користеа, а додека го користеа веќе го има продадено на некоја нова наредна, следната генерација, во Кристијан Санд. И на крај им остана... Значи шетан автобус. Шетан, крантија беше добро одобрена, али доста стар. И на крај им вратија на секој девојче по 13.000 круни од кога го продадоа. Не е тоа секогаш така. Меѓутоа, во ред, од кога ќе се купи автобусот, целосно се реновира. Од интериор, екстериор, значи од кречење, од не можам да ти опишам да ти слики како изгледа претходно и како изгледаше финалната крајната верзија. И тие 3 години мислам дека некој кога ќе ме прашаше кога ќе е Наталија матурант, некако ми даеше вака. Затоа што познато е дека тие 2 недели од кога ќе почнат да го возат автобусот до самиот крај, што е врвот на 17 мај, се цело време во автобус. Интензивни недели. Да. Интензивно дружење за нив. Интензивно дружење, Интензивна главоболка за родителите. Да. Од невраќање дома, значи цело време се спијат во автобус, директно одат на училиште, од тамо се враќаат дома на саат 2 и повторно одат во автобусот. Во период кога и полагаат. И полагаат, точно. И ми беше многу онака како ќе биде, што ќе биде. Меѓутоа, дента кога они го лансира нивниот почеток на матурата, бевме собрани сите родители, баби, дедовци и учениците. И тие родители што веќе го имаат поминато истото како они матуранти, ми рекоа само не се секирај. Дај им 2-3 дена на децата и толку е. Ќе се изморат и веќе знаеш ќе спласне еуфорија и све, и така беше. Првите 3 дена се реков, окей, Катерина, паметна, сите се паметни, диши длабоко, не размислуваш што како, опушти се и после третиот ден вика, леле, не можам веќе, се изморивме, ама помина во најдобар ред. Да. Родители, јака ви душа на сите што ќе имате матуранти во наредниве години, меѓутоа не им го... И тука и во Македонија или конкретно за тука? Конкретно за овде. Да се но не им го скратувајте тоа, затоа што е нешто што ќе го памтат цел живот. Кажа, финалето е на 17 мај, што е денот на независноста на Норвешка. Ден кој што се слави повеќе од било кој празник во годината. Празник. Да, дури имам јас чувство дека за грото норвежани дека 17 мај е поважен ден дури од сопствениот роден ден. Дека е ден кој што е врвот на годината. Така. Како изгледа последниот ден и подготовката за финалето на прослава матура? Па не знам, ние пошто не ги видовме, не ги гледаш воопшто, меѓутоа журка на сите средни училишта, сите автобуси се среќаваат на Лютван горе на Кехолменколн и доста бајле. Од музички групи, од журкање. Како изгледа за тебе 17 мај? За мене сега изгледа... Го сакаш го... Не, празникот многу го сакам. Денот како ден си е премногу убав. Значи ми се допаѓа тоа што сите се дотерани, го ценат тој ден, знамињата развеани уште од Сабајле. Дури неколку недели пред тоа. Да. Убав дена, радосен дена. Во последниве години можам да кажам дека го сакам повеќе, затоа што немам стрес со децава. Порано беше мораш да одиш во град да ги гледаш кога поминуваат на парада, па во толку да ги пречекаш тамо да ги земеш, па после му се јадело сладолед, значи цело време беше тој период во трчање.
Меѓутоа сега веќе кога децава се големи, секој си оди на своја страна со свое друштво, можам да го осетам онака дека и да го уживам тој ден. Меѓутоа традицијата на одење во училиште, да се прослави со најмалите, не ја забораваме. Попладне во таа училиште каде што уча моите деца, секоја година одиме да ги видиме најмалите и ето така да го осетиме тој малски дух на прославување на празникот. Убавината во тоа да се биде дел од парадата, значи да се гледа парадата, е особено олеснувачки дел што не можеш да си дел од подготовката ако немаш деца во училиште, така што како што викаш ми е сега само уживање тој ден, а не никаков терет. Меѓутоа Петар за некоја година и тој ќе биде матурант. Меѓутоа можем да те прашам накратко да го објасниш оној дел со како изгледа основното образование и средното образование. Во кратки црти. Да, добро. Детското, овдека или образованието е генерално поделено на 3 дела. Детско училиште од 1 до 7, младинско 8, 9 до 10 и средно после 3 години. Детското училиште е многу лабаво. Нема оценки, нема учење, нема домашни, ако има нешто само онака, колку да се видиш еднаш во неделата да се види што сработиле. И повеќе ги остава децата да се социализираат, да бидат заедно, не е толку строго и да не направат нешто што евентуално им кажа да направат, па ворете ќе го направиш утре и такви работи. 8, 9 деление малце построго, пошто веќе доаѓаат оценките, меѓутоа не е толку многу. Меѓутоа 10 последната година утепани сме од учење, затоа што последните испити се и најбитните, кои што можеби ја креираат и задната оцена која што ќе стои на свидетелство. Им доаѓа некако како премногу шок, од премногу олабавени, наеднаш, значи мора да се постигне некој резултат. Средното, како средно, малце потешко за сваќање, затоа што мора да се одлучат што ќе бидат уште во прва година. Значи имаш можност да запишеш како општа гимназија, ако мислиш понатака да студираш, или гимназија за ако сакаш после да работиш после завршувањето. Меѓутоа од самата прва година ти можеш да ја одбереш насоката. И ако одбереш некоја насока, да кажеме природни науки, и завршуваш ти на таа насока, и после во трета година или понатаму во животот ти да се одлучиш дека сакаш, чека мене повеќе ме влечат општествени науки, ќе мора да дополагаш предмети кои што ти фалеле. Меѓутоа имаат избор. Добро се следене во училиште од специјални лица кои што се вработени да им даваат насоки, да ги насочуваат и меѓутоа е поразлично од Македонија. Е поразлично. За мене беше навистина голем шок сознанието дека тие од година на година се на некој начин на приемен. Дали ќе продолжат во училиштето, иако биле примени во прва година и ја завршиле во тоа училиште, не значи дека и втора година ќе ја секој добија. училиште има просек. Така да мора просекот да се задржи, меѓутоа мораш и да поднесеш барање. Не сум слушнала или мала е веројатноста да некој не го продолжил училиштето во истото училиште каде што бил, меѓутоа процедурата мора да се запази. Да се поднесе барање за секоја година. Добро, ете, и тоа накратко го разјаснивме. Ајде сега да го начнеме оној дел за тоа што значи да се биде македонец кој што живее во Норвешка, меѓутоа да ја задржи љубовта кон земјата, да ја задржи блискоста со луѓето, да биде дел од македонците кои што живеат во Норвешка. Многу работи тука има за кажување, бидејќи ти си навистина активна на тоа поле. Так. И не само сега, туку со години назад. Не само сега сум била точно, значи на почетокот кога дојдов имавме некое друштво кое што броеше не многу македонци, тие што бевме, меѓутоа се функционираше, тоа беше првото друштво КСФ, каде што се собиравме 5-6 пати во годината, затоа што имавме потреба да се дружиме. И денеска ја имаме таа потреба, се среќаваме на подруги начини. Меѓутоа дружбата од секогаш постоела. Јас сум прилично носталгичен тип.
Значи не можам да не отидам некаде каде што има нешто македонско, дешавка била каква, без разлика во која насока е во таа случка. Сме правели фестивал на храна во Аскер, каде што се промовирала нашата храна. Има многу работи, не можам да се сетам. Друштва. Еве, може да, тоа е проблемот. Бидејќи си била вклучена во толку многу работи низ годините, што е навистина тешко. Јас не те ни подготвив нешто премногу пред да разговараме. Ми се допаѓа моментот што ти онака си природна и ми се допаѓа тој момент на импулсивна искреност. Тогаш мислам дека вистинските одговори излегуваат, па затоа можеби во однос на тоа требаше да те подготвам, бидејќи имаш навистина многу работи да ги кажеш. И начинот на кој што си била поврзана во промовирање на македонската култура и зачувување на македонската култура и покрај тоа што живееме во Норвешка. Меѓутоа можеби можеш да кажеш нешто за последниве твои ангажмани? Последниве, да. Сега сум ангажирана на 2 полиња. Пред 2 години имаше иницијатива да се отвори прва македонска црква во Осло, во Норвешка. Таа иницијатива беше дадена од амбасадорот, поддржана од нас, не избрах неколку луѓе, вие дојдете, сакаме да направиме нешто, дали се согласувате? И секако дека сакаме нешто такво да има. И работиме на тоа. Значи се се регистрира црквата како македонска црква под Европска епархија, дел од македонската архипеоскопија. 2 години веќе се работи на тоа. Почетоците беа тешки, значи се почнува од нула. Меѓутоа од година на година се напредува и многу ми е мило што растеме во број на членови. Се повеќе македонци се приклучуваат на оваа заедница, затоа што значи многу за сите нас. Можеби не се сите духовно поврзани, меѓутоа самото членување помага и во други правци. Последните години имаме македонско училиште, каде што децата го изучуваат јазикот, традицијата. Имавме предизвик, например, да се најдат учителки, како ќе се одвива плаќањето, па беше све спонзорирано, не спонзорирано, меѓутоа само финансирано од страна на родителите. Меѓутоа сега како црквена организација со толку многу членови сме доста јаки и сакаме да излеземе во пресрет на сите кои што сакаат да го учат македонскиот јазик, да дојдат да се запишат во училиштето. Имам контакт со многу македонци, можеби поради тоа, можеби самиот факт дека работам и како преведувач од македонско-норвешки, го имам тој контакт со сите, таа поврзаност. Не сум таков тип што се страмби, значи лесно комуницирам и пробуваме, значи да го задржиме на македонското со секого колку што можеме на добар начин. Да. Ете, тие работи се нешто што и јас сум често дел од тие случувања. И можам да кажам дека има некоја посебна атмосфера кога ќе си се собереме така и кога барем јас го добивам чувството дека сум назад во Македонија. Атмосферата ми е многу блиска, затоа што не често се случува во тука да воопшто слушнам некој на улица да зборува македонски. Но кога ќе бидеме така собрани, имам чувство дека сум назад во Македонија. Баш ми е мило. Значи сето тоа да го слушам вака ме исполнува и ни дава елан за уште повеќе да се ангажираме и да работиме. Пробуваме колку што можеме, од настана мислам дека сме све подобри и целта меѓу другото е, значи, ете тоа, после сега завршена литургија, настан или било што, да се соберат македонците. Дали тој пола саат што ќе останеме после, да си размениме муабети, да се запознаеш, тоа исто место за запознавање, можеби тука ќе се остварат контакти, пошто јас секогаш викам се е во контактите, значи животот е во контактите. Можеби некој ќе се најде на некој за нешто во иднина и едноставно да се зборува на нашиот јазик. Точно, да. Се согласувам дека е така посебна атмосфера. Што тебе најмногу ти недостига од
Македонија? Често патуваш? Често патувам, носталгичар, тежок сум. Да. Ми недостасува све. Најмногу... Со еден збор, се. Со еден збор све е опишано. Најмногу секако, фамилијата. Мајка ми, сестра ми, внуците, најблиските, роднини, пријатели. Се уште контактот си го држам со сите, и од основно, и од средно, убаво си живееме. Често патувам мета ради тоа затоа што сите ми фалат. Сакам да ги видам. И тоа одење, иако е кратко, можеби викендашко, меѓутоа ме исполнува. Ме исполнува кога ќе се вратам тука, можеби ме држи месец два. Ете, тие дешавки, тие спомени, тие емоции до наредна криза и до наредно патување. До кога мора да се букира нов лет? Ете така, така. Добиваш ли гости? Често. И сум многу среќна поради тоа. Сакам гости. И ме исполнува. Ме исполнува кога ќе може да дојдат и тие, не само јас, значи да одам долу. Последно сега ми беа другарките на гости. Многу убаво си поминовме. Мајка ми, сестра ми се тука исто постојано, пошто не можеме едни без други. Ни јас без нив, ни они без мене. Ама кој што изразил желба да дојде, добре дојден, вратите се отворени. Секогаш викам, дали креве, дали душек, не е битно, битно е да сме заедно. Да биде случување, да се случува нешто. Значи, ми фали и градот. Ми фали и Скопје. Не знам како некогаш не можам да го опишам тоа. Ми доаѓа она тежина на душа, поготово сега во пролет, кога ќе замириса на пролет. Самите улици ми фалат. Сакам да одам да го шпартам, значи да ги шетам без обврски, само онака напред назад да го осетам градот. Да. А и не помагаат сите овие јапонски цреши што се расцветани низ центарно основно. Овде не е иста како Максим Горки. Не, ама сакам да кажам дека не помага дека се тие тука, бидејќи те потсеќаат на тоа што го имаш во Македонија. Да не зборувам за мирисот на јорговани кој што е. Липита. Кој што е најдобар. Но добро, некако да заокружиме. Што е тоа што од норвешката култура успеа да ја прифатиш и да ја направиш дел од тебе? Добро прашање. Па не знам да ти кажам, норвешката култура. Тоа дека треба да се почитува, ако сакаш да се социализираш и да успееш во една земја, дека мора да се придржуваш на нивните стандарди. Значи јазикот да се научи, за да бидеш дел од таа цивилизација нивна. Тоа е моје мислење. Го прифатив и тоа е така. Што е нешто што ни во следниот живот нема да успееш да го прифатиш и да го... Зимата. Зимата, снегот, минусни температури, тоа што трае. Ми смета. Тоа е најлошото. Тоа е најлошото што можам да го издувам. Друго се преминува преку тоа, меѓутоа зимата. Не се поминува преку неа. Трае 8 месеци. Трае. Тешко е да се помине. Само да се преживе. Катерина, баш ти фала што дојде дел, што дојде кај мене и што си помуабетивме службено овој пат. Мило ми беше. Но не службено се гледаме повторно на некој ивент. Секако сега повелете, дечињата од Македонското училиште ќе имаат нели представа, хуманитарна представа, убаво ќе биде да се видат и да се поддржат. Фала ти многу. Ништо, фали на тебе. Мило ми беше.